Според некои статистики за 20 на години Македонија ја напуштиле над 600.000 луѓе. Секој од нас има некој пријател, другар или роднина кој заминал во странство. Се поставува прашањето дали Македонија станува држава на мигранти, поточно дали и ти си мигрант. Ова беше насловот на изложбата на уметникот Дарко Талески од Прилеп, кој темата со мигрантите ја представи од еден поинаков агол, започнувајќи со приказната на братучедата на неговиот дедо, која станува позната глумица и од Софија заминува да живее во Палестина. И сакав да поставам прашањето на каков начин ние можеме да сочувствуваме со сите нив, затоа што ние ако се вратиме во минатото или во сегашноста, ќе најдеме некој близок кој што исто така заради различни причини, економски, политички или воени причини во минатото заминал некаде, го напушти своето родно место. Ферди Булут од Прилепско канатларци ја раскажа приказната за масовното иселување на турците од Македонија во 50-тите години од минатиот век. Браќата и сестрите од дедо ми и нивните деца, сите се Турција, Измир и се уште таму живеат. Сите пет уметници ја раскажаа нивната лична приказна. Раскажувам кратка приказка за заминувањето на мојот брат, кој што замина на 17 години и прв пат се врати после 12 години во Македонија, во Америка. Нема македонец кој не носи болка во душата од иселувањето. Не се само економските причини, искрено ви кажувам. Керка ми, например, беше работена и мислам, релативно добра плата земаше. Значи, тие сакаја место каде што функционира, да нема политики, да нема такви нешта. Едноставно, вредностите да се приоритет. Уште колку луѓе ќе ја напуштат Македонија и дали ќе престане да се одмотува ова клопче, ќе зависи од многу причини.